Зимаме класично тело ластрот, заковано со даска одоздолу. Ставаме канеманова решетка и уште едно тело одозгора. Ги зимаме рамките кај што имаме отворено легло, пчелите, внимаваме матицата и ги тресеме одозгора. Цела млада пчела нема да излета, таа ќе се спушти внатре во телото, што сме го ставиле под канемановата решетка. Горе, секој што е излетничка, ќе излета и ќе се врати во основното друштво. Доле ќе ни останат само млади пчели. Тоа сме сигурни, на тој начин се полнати оплодници кога сакаме да ги елиминираме и трутовите, кај што вршиме контролирано спорување. Откако ќе ги оделиме доволна количина на пчели, обично на голема кутлача што е за црпење. Доаѓа еден иде само со телото, зима црпи пчели и ги истура. Друг е задолжен како што доаѓа да го затвори. Затворањето ви покажа, си доаѓа овака и ги носиме во наредните 48 сата во контр. Денеска присуствуваме на третата практична обука која што ја спроведуваме во рамките на проектот Виточ, инкубатор за органско производство, проект кој се спроведува во рамките на развој на локалната демократија на Западен Балкан или RELOAD програмата, финансирана од Европската унија, спроведувана од UNDP. Денеска на оваа трета работилница, темата за која што ја работиме со целната група е производство на матици и матиче млеч. Присутен ни е предавачот Бранко Соколов од Скопје, во придружба на и теоретскиот предавач Мирољуб Голубовски, кој што сакаше да присуствува доброволно со цел да ја увиди стекнатите знаења од теоретските работилници и да се спроведе тоа и практично, да ја поттикни целната група на подобра активност. Денеска сме навистина многу активни и времето ни е во секој случај наклонето со оглед на временските околности кои што директно се одразуваат на пчеларењето во овој реон, но и во Република Македонија. Сдруженијето на производители на органска храна Биовита, кој што го спроведува овој проект, можам да кажам дека е задоволно од реакцијата на целната група и од интересот кој што го пројави за присуство на практичната настава. Ова е трета поред практична настава и имаме висок процент на присуствност од целната група. Недостасуваат еден или двајца од оправдани причини, они се отсутни денеска тука, а наставата се одвива од 9 часот тргнување од Кавадарци и најдолго останување до 4, но некои од учениците, од учесниците на целната група изразуваат желба да се остани и подолго од 4 часот, што нас како тим на Биовита не прави исклучително радосни и задоволни дека сме на вистинскиот пат за остварување на целта на проектот.